Вработените во државната управа, локалната самоуправа и правосудството остануваат единствените вработени во државава кои што земаат плата под законскиот минималец. Според синдикатот на УПОС, сега требало да се направи усогласување на вредноста на бодот согласно законот за минимална плата. За 8 години минималната плата се зголемила за 125%, а кај државната администрација за само 4%. Се бориме за изедначување на нашата плата со минималната плата. Не бараме никакво зголемување, нака помини ова енергетска, нака помини ова економска криза, нака помини ова криза со ковид пандемијава, ние во нареден временски период нашата борба ќе ја сконцентрираме да се врати со односот од 2014 година, кога минималната плата беше 8.000 денари во стопанство за минимум труд и минимум квалификации, додека минималната плата во администрација беше 12.000 денари. Лани во декември се потпишал колективен договор помеѓу УПОС и општина Прилеп како прва општина во државава, со кој што вработените кои имаат плата под минималецот се изедначуваат со оваа плата, а на сите други вработени да има усогласување со минималната плата, односно плати повисоки за 5%. Но Советот на општина Прилеп, иако првично прифатил, потоа не се согласил со тој договор. Од УПОС се плашат дека сега после ова никоја општина нема да сака да склучи колективен договор. Токму затоа локалните самоуправи се соочувале да не можат да вработат лица со високо образование. И ние сакаме да вработуваме архитекти во општина пошто ни фалат, сакаме инспектори пошто ни фалат, сакаме IT сектор пошто ни фали. Па кој вработен ќе се вработи со високо образование за 22.000 денари плата? Паѓаат огласи во локална самоуправа, државна управа и правосудство, бидејќи нема конкурентни плати и не ќе никој да работи за 16.000 денари. Од УПОС најавија дека општина Прилеп не го почитува колективниот договор, на располагање им стоеле тужбите, но и другите мерки како протести и штрајкови.